Почитуван вице-премиер, почитувана министерке за внатрешни работи, почитуван министер за образование, почитуван директор на фондот, почитувани сограѓани, драги пријатели и пријателки. Значи, како и многу пати ВМРО ДПМН секогаш со народот и вечерва сме на отворена трибина на која што сакаме да позборуваме за работите кои што вас се интересираат, меѓутоа, како што кажа подпредседателот, да се присетиме оно што го направивме, а да кажеме, се разбира и што ќе направиме во иднина, бидејќи за нас зборуваат делата. Како што вели нашиот почитуван премиер, секој да го работи она што знае, а ние знаеме да работиме, знаеме да остваруваме, знаеме да правиме проекти. Па вака не би должил многу, меѓутоа би кажал што е моментално најново. Сакам да започнам со една многу радосна вест. Конечно ја опремивме новата фабрика за вода, филтер станицата со озонаторот и деновиве се очекува да се пушти официјално во употреба. Со тоа битно ќе се зголеми квалитетот на водата во Свети Николе, меѓутоа ќе се подобри и она што за кое што со децени се залагаме, значи озонаторот да биде во функција и да почне да работи. Ако се сеќавате, извршивме чистење, уредување и санација на речното коридо во должина од 4 километри и оваа година немавме поплави. Не ни се случуваат такви работи како што порано ни се случува. Изградена е фекална канализација во селото Горобинци, во селото Ерџелија и во селото Анзибегово. Изграден е нов асфалтен пат до археолошкиот локалитет Била Зора во вредност од 6 милиони денари, должина 1,2 километри. Понатаму изградени се 5 асфалтирани игралишта за мали спортови во град Свети Николе, во теке нивно комплетно уредување, а ќе направиме и осветлување, со тоа што осветлувањето ќе се гаси во 11:30 да не сметаат нашителите кои што сакаат да се одмараат, меѓутоа до 11:30 комотно може да спортуваат баскет и фудбал. Исто така изградивме 6 селски плоштадки да не се осеќаат запоставени руралните средини со мини игралишта за деца, исто така и баскет игралишта. Новина е, ќе ги осветлиме и овие 6 игралишта, значи во сите рурални средини и тие ќе бидат осветлени. Терминот исто 11:30 се гасат светилките за да не сметаат на жителите. Изградивме крак на улицата Лениново позади основниот суд и асфалтиравме улицата Ванчо Ангелов во должина од 360 метри, вредност 1,2 милиони денари. Изградивме нов асфалтен пат до излетничкото место Брана Мавровица во вредност од 3,6 милиони денари. Партнерно го уредивме централното градско подрачје на плоштад Тенлина во вредност од 350.000 денари. Реконструкција на салата за спорт во училиштето Гоце Делчев, комплетна реконструкција. Реконструкција на мини спортска сала во село Горобинци, а исто така во теке реконструкција на салата во основното училиште Кирил и Методи. 25 години ова никој не го беше чепнал, ние направивме комплетна реконструкција. Обезбедивме бесплатен Wi-Fi или интернет во 7 селски средини. Сметавме дека покрај тоа што децата во градот треба да бидат добро информирани, дека и децата кои што живеат во руралните средини, тоа што го ветивме и го остваривме, тоа функционира. Исто така направивме реконструкција на градскиот стадион во Свети Никола во вредност од 2 милиони денари. Ако се сеќавате, нашата заложба беше ФК Овче поле да се надпреварува. Пред 2 дена имавме дерби утакмица и имаше над 1500 посетители и сме едни од најпосетените во тој дел. Понатаму направивме реконструкција и санација на детското одморалиште во Стар Дојрон, вредност 1,5 милиони денари. Во теке постапка и изработка на генерален урбанистички план за зголемување на планскиот опфат, нешто што 20 години не се случило. Планскиот опфат ќе се зголеми од 480 на 690 хектари, донесени се плюс 77 детални урбанистички планови. Само да освежиме меморијата на вас кои се донесени: Сопотски пат, Горобински пат, Велешки пат, Старо градско јадро, Градски пазар, Периш, индустријска зона Овче поле. И изработката на генералниот урбанистички план ќе не кошта со комплетно дуповите околу 16 милиони денари. Тоа е работа која што е многу значена, меѓутоа сметаме дека треба да ја направиме. Затоа што ние како локална самоуправа малку гледаме визионерски. Она што го прави владата на Република Македонија со изградбата на автопатот Скопје Свети Николе Штип, сметаме дека не треба неспремни да го дочекаме. Напротив, крајот на изградбата на автопатот треба да биде почеток на развојот, брзиот развој на Свети Николе, и сметаме дека со овие урбанистички планови и со генералниот урбанистички план дека видно ќе се изменат приликите и многу бизнисмени локални и странски ќе го најдат својот интерес и ќе вложат во Свети Николе. Досега почитувани се зборуваше и се дебатираше за многу полемики, многумина велеа, ова нема да се случи, сите ветуваат, еден градоначалник вети, друг градоначалник вети, трпевме критики за одредени работи, што е нормално. Една улица ја прекрстија од Младинска, се почна да се вика Бехатонска, па од Бехатонска ја прекрстија во Лондонска, дека се вози од левата страна. Вечерва, пред сите вас сакам да кажам,
одобрени се средствата за улица Младинска и за улица Крстем и Сирков, која што во должина од 1720 метри, и таа ќе биде комплетно санирана, ќе опремена, модернизирана со тоа што ќе се смени комплет инфраструктура, водоводна и канализациона, и ќе се воведе атмосферска канализација, што сметам дека навистина е значајно во нашиот град. Веќе нема да ја викаат ниту бехатонска, ниту лондонска, туку ќе биде модерна и убава улица која што ќе поврзува едниот со другиот крај на градот. Исто така, комплетна реконструкција ќе правиме оваа година на улиците Цветан Димов, Рахилка Гонева, Ангел Трајчев во должина од 1640 метри, а коцката која што ќе ја вадиме од овие улици, прво ќе ја менуваме старата водоводна мрежа која што е азбестни цевки, ќе ставиме нов тампон и нов асфалт, а со оваа коцка во должина од 1640 метри ќе ги поплочиме улиците на периферијата во градот, во населбите Ливади, во населбата Рудине и улицата Марика Арсова. Исто така ќе направиме комплетна изградба на нова канализациона и водоводна мрежа на населбата Сопотски пат. Средствата веќе се обезбедени во висина од 450.000 евра од Европската банка за обнова и развој. Проектот е готов, а правиме и нов проект комплетно за новата населба Горобински пат, значи комплет вода, санитари и улици, и денови ќе го завршиме и со тој проект планираме исто така да аплицираме. Дел од средствата веќе ги имаме обезбедено, дел ќе бидат од сопствени извори. На 16.5, тоест утре, планираме да го објавиме тендерот за изградба на градска капела во вредност од 5 милиони денари. Исто така, аплициравме и добивме средства за реконструкција и надградба на градски пазар со нов деловен простор со површина од 1100 метри квадратни. Вредноста на инвестицијата е пола милион евра, од кои што 50% обезбедува единицата за локална самоуправа, значи ние, а 50% се обезбедени преку ИПА компонентата од Министерството за финансии. Исто така, обезбедивме проектна и техничка документација за објавување на оглас за продажба на парцела за изградба на градски базен и хотелски комплекс. Она што генерации и генерации го зборува, оваа локална самоуправа успеа да донесе детален урбанистички план, успеа да обезбеди маркица. Во петок ја објавуваме маркицата, меѓутоа објавуваме и една одлука на Советот. Таа вели, оној што ќе инвестира во јавниот објект, значи градскиот базен, ќе биде 50% ослободен од комуналите. Транспарентно, јавно ги повикувам сите кои што сакаат да аплицираат, нека аплицираат на овој оглас кој што ќе излезе во петок, и се надевам дека за многу краток временски интервал ќе имаме и градски базен во Свети Николај, што е дамнесна желба на многу жители. Исто така, планираме реконструкција на основното училиште Даме Груев во село Ерџелија, со комплетна столарија, прозорци, врати и подови. Тука е министерот, дел од средствата ќе бидат обезбедени од Министерството за образование, а дел се преку УСАИД, меѓутоа ќе го опремиме училиштето во село Ерџелија. Започнавме со санација на дел оштетеното речно корито. Денеска започнавме, значи, во централното градско подрачје, она што поплавите многу ни уништија, го руинира. Денеска започнавме со комплетна санација, проектот вреден 2,5 милиони денари. Исто така, во тек се завршните работи за изградба на тениското игралиште во Свети Николе, кое е финансирано од Агенцијата за млади и спорт и владата на Република Македонија. Започнавме со изградба на црква во новиот градски парк посветена на Света Лидија Македенка. Деновиве, поточно на 17.4, значи, ќе бидеме сведоци на отварање на новиот Хорти центар. Овој центар ќе биде посветен на млади кадри од цела Југоисточна Европа за обучување за најновите технологии на градинарското производство. Холандска инвестиција вредна 2 милиони евра, ќе има нови вработувања, меѓутоа ќе доаѓаат луѓе и ќе се обучуваат токму овде во Свети Николе. Исто така, во тек изработка на комплетна техничка документација за новата населба Горобински пат, каде се продадени 44 парцели за плацеви по долг временски период, и после долго време во Свети Николе ќе се гради колективна стамбена зграда. Значи почнува онај инвестиционен циклус за кој што ние долго зборувавме. Купена е парцелата, инвеститорот ја купи, денови ќе ги уплати комуналиите и ќе започне со изградбата на стамбената зграда. Ова, почитувани суграѓани, ова, драги светиниколчани, е возможно само на еден начин, со посветено работење, благодарение на мерките, благодарение на законите, благодарение на регулативата која што ја носи владата на Република Македонија, предводена од нашиот почитуван премиер господинот Никола Груевски. Од секогаш сме имале поддршка од владата, се надевам дека и во иднина ќе имаме поддршка од владата да ги реализираме сите оние проекти кои се зацртени.
Ова е само дел од проектите. Меѓутоа, ова не е последната трибина на која што ние ќе зборуваме. Како и во минатото ќе има трибини, имало и ќе има на кој што ние отворено пред вас ќе зборуваме за сите проекти кои што ќе бидат, а вие тоа ќе знаете да го препознаете. Почитувани сограѓани, ВМРО ДПМН, ние градоначалниците и функционерите го црпиме легитимитетот од вас граѓаните. И ние знаеме дека вашиот легитимитет кој што ни го давате да управуваме со институциите треба да го вратиме со доверба и со дела. Се надевам дека тоа го препознавате и дека во иднина ќе го препознаете. Да не должам, да сте живи и здрави, да живее Свети Николе, да живее Македонија. Благодарам.